Во следниве минути, почитувани гледачи, повторно говориме за еден јубилеј достоен за почит. 20 години на Македонското научно здружение за аутизам. Формирано од неколкумина вистински ентузијасти и професионалци во далечната сега веќе 2000 година. Од тогаш наваму Македонското научно здружение за аутизам успеа со својата активност да се наметне како вистински репер кога станува збор за специјалната едукација, за превенцијата, за поддршката во и борбата, се разбира, за правата на лицата и семејствата кои што во своите рамки имаат членови со аутистичен спектар на нарушување. Кога велам успеа да се наметне како релевантен фактор на домашен и на меѓународен план, Македонското научно здружение за аутизам требаше да го прослави својот јубилеј со една голема меѓународна конференција за аутизам. Меѓутоа, за се ова во следниве минути со нашиот следен гостин, почитуваниот професор, доктор Владимир Трајковски. Добри ни дојдовте во студиото на Македонската телевизија. Добре ве најдов. Добар ден до вас во студиото и до сите ваши почитувани гледачи. Ви благодарам за прекрасната најава. Ете, тие 20 години за некого можеби не значат ништо, но за нас имаат големо значење членовите на Македонското научно здружение за аутизам, затоа што на вистина вложивме големи напори во сите овие 20 години. За жал, COVID-19 болеста не спречи во нашите намери. Планиравме една голема конференција. Тука во еден скопски хотел беа поканети преку 150 учесници и тоа преку 50% од странство, еминентни врвни имиња од Соединетите Американски држави, од Велика Британија, Холандија, нашите партнери. Тоа требаше да биде втора RIA Touch конференција, која што ја планиравме заедно со нашите партнери долгогодишни од Холандија. Тоа е една фондација која што исто така воведува една нова метода на терапија и третман. Беа исто поканети дури од далечната Индија и Индонезија гости и тие го потврдија своето учество и за жал некаде околу 8 март, денот на жената, со колешката Паула Веркан Братоломеус, која што исто така е председател на таа фондација, донесовме одлука. Јас тогаш бев во Словенија на предавање на Универзитетот Алма Матер и за малку ќе го пропуштев и последниот лет, затоа што стигна во Скопје на 13 март, а веќе од 16 март и немаше лето и беа забранети сите летови. Се затворија границите, така што ете таму во Словенија, во Љубљана донесовме таа одлука да не одиме и мислам дека постапивме правилно, бидејќи еве гледате што се случува денеска. Зголемување на бројот во последните 7 дена, што навистина е загрижувачко и ете сметам дека ниту нашето здравје, ниту здравјето на сите гости не го доведовме во прашање, бидејќи тоа беше еден логичен потек. Сега колегите од Холандија, они планираат онлайн конференција некаде кон крајот на јуни, 24 до 26 јуни. Јас таму ќе имам едно предавање, но таму ние како здружение не се појавуваме како организатори. Туку, ете, само јас како председател ќе дадам едно предавање, ќе дадам еден осврт на мојата работа. Ќе видиме дали ќе има време и да ги спомнам активностите на здруженијето. Повеќе тоа ќе биде научно предавање во однос на поврзаноста на цревата и централниот нервен систем, за таа оска која што е многу битна кај децата со аутистичен спектар и има голема конекција и поврзаност. И сметам дека ете на тој начин ќе се одолжам на колегите партнери од Холандија за тоа што не успеавме во Скопје да ја направиме таа заедничка конференција, да можеби во некои подобри времиња, ако следната година или за 2 години комплетно биде, што се вели, бидеме ковид негативни како општество, како држава, да ете се обидеме, но да тогаш нема да биде јубилеј, него чисто ќе биде како активност. Меѓутоа, професоре, имајќи предвид дека конференцијата не се одржа, меѓутоа се засилија активностите на здруженијето. Во овој изминат период сте исклучително присутни на социјалните мрежи, со вебинарите
со кои што ја го вртите вниманието на родителите, на колегите од сродните области, односно од областите кои нели конвенираат некако со она што значи аутизам. Тука се обичните гледачи и посетители, тука се вашите излагања на социјалните мрежи, на вашите колеги, учествате во вакви емисии и така натаму. Чинам дека една активност со која што навистина може да се пофалите. 4 вебинари или 5 вебинари беа одржани во месец мај? 4 и остануваат уште колку? Уште 5. Сега за месец јуни. Сите со различна тема. Бескрајно ви благодарам за тоа што сте го следеле мојот труд и трудот на колегите од Македонското научно здружение. Ние во здружението и покрај тоа што има вонредна состојба, не се препуштивме на инерцијата да седнеме па да одмараме, да лежиме дома, туку напротив, како да се роди еден пркос во нас, посебно во мене, јас како моментално еден од највозрастните таму, да продолжиме уште со можеби и со поголема пара, со тоа што само немаме директни контакти во живо со меѓутоа ги активиравте вашите студенти од повисоките години на студентите факултетот. исто така волонтерите, луѓето кои што студентите се исто така максимално активирани и преку моите предавања кои што ги завршив најрегуларно пред некој ден, бидејќи семестарот завршува, преку платформата на Microsoft Teams, а преку платформата на Zoom, ние ги одржуваме овие вебинари, 4 поред, од кои што јас веќе завршив со 2. Потоа следуваат секој четврток во 12 часот. Можеме ви да го најавам за вашите гледачи, ако има некои родители заинтересирани. Тоа ќе биде давање на психолошка подршка на семејствата кои што имаат дете со аутистичен спектар на нарушување од колегата магистар Фики Гаспар, тој е психолог, магистар на педагошка психологија, а јас ќе бидам модератор на тој вебинар и потоа следуваат уште 4 вебинари, повеќе поврзани со вежбање на социјалните вештини од страна на други 2 колешки кои што беа вклучени и во живо до некаде до крајот на месец февруари, додека можеше додека не дојде и првиот случај на 26 февруари со COVID-19, одржувавме серија на семинари каде што едуциравме професионалци како да се справат како да пренесат дел од знаењето на родителите со аутистичен спектар на нарушување, кои значи во разни општини, 2 одржавме во Скопје, еден во Куманово и еден во Кавадарци. И како што кажав, еве сега бевме приморани да се префрлиме. Тоа фактички на социјалните мрежи. Да, на социјалните мрежи. Тоа фактички вака можеби публиката е уште поголема. Да. Навистина беше голема посетеност, а истите тие потоа или во живо се пренесуваат на нашиот официјален YouTube канал или некош на Facebook. Зависно како Zoom дозволува само еден од тие медиуми да може да оди во живо, и ако не оди во живо, потоа ние ги споделуваме линковите, така да и офлайн отпосле, значи не во живо, сигурно не проследуваат уште стотици гледачи, тоа го гледаме според нашите статистики. Професоре, не умоли ви се статистиките кога веќе ги спомнувате и аутизмот како широк спектар на такви аутистични нарушувања, како да добива своевидна димензија на епидемија? Па да, тоа веќе од поодамна има епидемиски размери и најновите податоци веќе укажуваат 1 на 56 или 1 на 54, дори најпоследните од Центарот за контрола на болестите. Значи на секои 54 новородени деца, едно во првите 3 години од животот ќе развие аутистичен спектар на нарушување, и тоа аутизмот представува едно незаразно нарушување, но сепак во епидемиологијата не само заразните како што е COVID-19, туку и незаразните можат да имаат епидемиски размери, и за аутизмот е веќе докажано во последните веќе 15 години дека има еден експоненцијален пораз во целиот свет. Што вели науката, Што вели науката? Кои се тие фактори на влијание? Која е таа медицинска состојба која што
Па се уште не е многу до крај расчистено, но сепак постои генетиката како основа, како генетска предиспозиција и тука секако ќе мораме да ги вклучиме и срединските фактори, сите оние неповолни средински фактори, како што се пестициди, хербициди, употребата на бои, лакови, разни зрачења од космички зрачења или зрачења од овие уреди кои што секојдневно ги користиме, една злоупотреба на антибиотици, вирусите исто така се спомнуваат, посебно рубела вирусот, херпес вирусот, цитомегаловирусот може да биде еден од причинителите и ред многу други фактори кои што го обременуваат нашето современо битисување и представуваат ризик фактор. Значи, лепезата е широка на можни фактори, уште не е најкристализирано, јасно, но јасно е дека во 90% има силна генетска предиспозиција аутистичниот спектар на нарушување. И тука е и тријадата да ја спомнеме, тријадата на симптоми преку која што всушност може да се изврши еден вид да се изврши дијагностицирање на нарушувањата. Таа е основна тријада и ако на неја се надржуваат голем број на други симптоми, таа тријада е нарушена социјална интеракција, потоа нарушена вербална и невербална комуникација, кај некој е вербална, кај некој невербална, значи голем процент немаат ни говор, тоа се нарекува алалија или мутизам стручно. И третиот фактор се тие стереотипни повторувачки однесувања кои што често пати децата па и повозрастните лица со аутистичен спектар ги имаат во својата симптоматологија, тоа е главната тријада, а потоа се надврзуваат нарушување во когнитивни дефицити во интелектуалната сфера, нарушување во сензорната сфера, најразлични хипо или хипер чувствителности на сетилото за вид, на слух, мирис, вкус и така натаму. И ред многу други симптоми, и затоа велиме дека аутизмот е тоа е спектрално нарушување, исто и заради тежината на клиничката симптоматологија, каде што имаме од најлесни форми, преку лесни, умерени, тешки до најтешки форми, и во зависност од тоа е и социјалната инклузија во општеството. Најлесните најлесно се адаптираат, можат да завршат и факултети, нели? А овие најтешките често пати во Македонија, да речеме, се институционализирани или секогаш имаат зависност од друго лице, од родител, старател, доживотно им потребна подршка. Голем број на профили се вклучени во различни профили се вклучени во третманот. Од тука и прашањето, можно ли е да се очекуваат, да речеме, позитивни резултати? Сега пред малку спомнавте. Позитивни резултати. Секако. Може би не сме да се очекува да се залажуваме со трајно излекување на состојбата. Да, ви го разбрав прашањето, да. Може ли да родителите и околината нивна не смее да биде преоптимистична и да очекуваат трајно повлекување и губење на дијагнозата, тоа е многу ретко. Дури во САД реферираат некој мал број на случаи кои што ја изгубиле дијагнозата аутистичен спектар и ние тоа го нарекуваме нормализација. Но тоа се оние најлесни случаи каде што со интензивен третман, интензивна работа се постигнати врвни резултати, но и од друга страна не смееме па да бидеме и препесимистични и родителите да го запостават своето дете, општеството исто така да го запостави, да не му се пружи нега, помош, едукација, рехабилитација, сите овие рехабилитацијски методи и техники и на тој начин уште повеќе да му ја влошиме клиничката симптоматологија. Значи на секое дете, па дури и на она со најтешката клиничка слика, треба да му се пружат одредени методи, техники на работа. Рековте вие, да, добро сте го детектирале тоа, дека еден широк спектар, тимска е работата, тука влегува, нели, доктор по медицина, мора во рехабилитацијата специјален едукатор и рехабилитатор или дефектолог по старата терминологија, психолог, диетолог, диететичар може да помогне во исхраната,
па дури и социјалните Логопед, работници, логопедите, музикотерапевт. задолжително логопедите, во говорот и во таа вербална комуникација, логопедите се незаменлива алка и убаво спомнавте и музикотерапевтите, музикотерапијата има мощне благопријатен ефект врз децата со аутистичен спектар и често пати тие со часови во текот на едно деноноќие можат да слушаат пригодна музика и тоа дури им делува и терапевски, ги смирува, им ја намалува анксиозноста, вознемиреноста и ги подготвува за настава, да речеме, пред додатна настава треба да им се пушти или навечер за да заспијат, добро е да се пушти музика. Кога веќе го спомнуваме за спивањето, вие го државте вебинарот на тема храната и спиењето кај децата со на спектар на аутистични нарушувања. Да. Имајќи го предвид сето она што ни се случува со недели веќе наназад, значи со месеци наназад, кога станува збор за искушението наречено пандемија со COVID-19, какви се вашите сознанија? Владата имаше мерки кои што дозволува на родителите, односно членовите, семејствата кои што имаат членови со деца, со нарушен спектар на аутистични нарушувања, да го нарушуваат и полицискиот час, односно да излегуваат на прошетка, односно да следат она рутина која што е вообичаена како распоред, дневен распоред кој трае со години кај ваквите семејства и кај ваквите лица. Да. Меѓутоа тука и таа стигматизација простата. Да. Стигматизацијата која со години назад не можеме некако да се... Тоа се две прашања, да. Во право сте, во почетокот кога се воведуваше полицискиот час и не им беше дозволено, но мошне брзо веројатно некој им дошепна на Комисијата за здравство и во владиното тело кое што одлучува за давање на помалку рестриктивни мерки и мислам дека тука не погрешија кога им дозволија на родителите и на семејствата кои што имаат дете да во одреден период од денот му дозволат, затоа што тие рутини кај овие деца мора, речеме имаат одредена патека на движење, еднаш дневно и они мора да го поминат. Ако тоа не го поминат, тие стануваат крајно вознемирени, понекогаш дури и агресивни, можат да се само повредат, поретко и да повредат некое друго лице. Затоа мислам дека тука владата воопшто не погреши, а родителите се само свесни дека при тие излегувања не треба да комуницираат со други луѓе, со други лица и јас тоа им го советував на доста од нив да кога шетаат во природа да немаат контакти со други, едноставно таткото, мајката со детето или само едниот од родителите да излезе во тие половина час колку што им беше дозволено или час да го прошета детето, да ја завршат таа рутина. А стигматизацијата, тоа е вториот дел од прашањето, тоа е навистина сериозен проблем во, би рекол, нашето македонско се уште незрело општество за акцептирање, односно прифаќање на вакви лица со аутизам. Едноставно, нивото на едукација е такво каде што често пати доаѓа до исмевање од останатата популација, до етикетирање, покажување, омаловажување, булинг во школите, во училиштата може да има. Така што тука ние работиме на тоа како здружение, но ние сме 40-45 членови и тука мора тоа државата на повисоко ниво да го издигне и да се едуцира комплетно. Еве, вашата емисија придонесува кон тоа. Јас сум ви многу благодарен, нели, што имам можност во ударен термин кога гледаат многу од нашите граѓани да осознаат, слободно може да се јават во секако Македонското научно здружение. Македонското нашите контакти се достапни на интернет. Јас вршам и бесплатни консултативни диагностички прегледи во центарот Гаспар во населбата Козлев и во Велес дури вршам во Старс центарот во последната година и пол. И таму доаѓаат доста родители и јас несебично ги споделувам своите сознанија. Ентузијастички пробоно за доброто на... Да, за доброто на граѓаните, иако ете, кај многу од луѓето, знаете, кај нас во македонската популација важи ако не го наплаќеш својот труд, па може би и помалку вредиш, но сепак ја
истрајувам на тоа дека треба да помогнам, затоа што знам дека има доста граѓани кои што имаат или просечни примања, подпросечни или не се вработени, и затоа одвојувам по 45 минути од семејство, од дете, да дадам совети, да го прегледам, да дадам диагноза, скоро во 100%, бидејќи тоа доаѓаат селектирани случаи, е диагнозата аутистичен спектар. Значи, а предходно немале, да речеме, лутале од доктор на друг доктор и ги водат како развојна дисфазија, како нарушување во говорот, како заостанат психомоторен развој, а тоа се некои општи диагнози, фактички не се ни диагнози, бидејќи во меѓународната класификација на болести и нарушувања, во најновата ревизија, такви диагнози не постојат, да кажете дека има забавен психомоторен развој. Тоа ништо не им значи на семејствата. Значи, мора да имаат конкретна. Аутистичниот спектар си има една конкретна дефиниција, си има конкретна шифра во таа и мора да ја добијат таа навремено диагноза, за да многу јас не се согласувам со дел од колегите кои што заради што ја споменавте вие таа стигматизација, па иако се свесни дека детето има аутизам, не ја даваат диагнозата као наводно да не ги стигматизирале. А со тоа им даваат лажна надеж на родителите, бидејќи имаат загубено време. Затоа што ако со детето не почнете со рана интервенција уште во втората, третата година од животот, потоа на 7, 8, ако почнете, тогаш тоа изгубено време, тоа е доцна и резултатите и ефектите од третманот не може да бидат исти ако почнете рано во втората или во третата година од живот. И заради тоа јас сум секогаш застапник на тоа да им се каже вистинската диагноза. Макар и таа да звучи тешко и родителите често пати многу тешко и многу емотивно ја доживуваат оваа диагноза, дури и потешко отколку да им кажете дека детето има карцином, например. За жал, меѓутоа, од тука и прашањето за сенсот на институциите. Голем број Македонското научно здружение за аутизам всушност направи една вистинска револуција во свеста и совеста на поширок општествен план. Вклучивте голем број на јавни личности, спортисти, актери, и така натаму, музичари, кои што јавно проговорија за сето она што го носат и како искушение, и како бреме, и самите тие или членови на нивното потесно или пошироко семејство. Да. Особено во последните 10 години, јас сум и многу благодарен и овде ќе упатам јавна благодарност на сите тие актери, музичари, спортисти кои што ни се придружија во тие активности за подигање на јавната свест, кои што ги правевме на 2 април изминатите години за да ја подигнеме јавната свест на меѓународниот ден, нели? Да, на меѓународниот ден за подигање на јавната свест за аутистичниот спектар, тоа е 2 април, донесен значи од Обединетите нации во 2007, а ние почнавме уште од 2011 да го чествуваме, што значи дека тука не сме доцнеле многу за цветот. Ви благодарам за ова, ќе биде нескромно ако јас кажам во воведниот дел на прашањето што кажавте дека сме дале голем импакт и влијание. Тоа е ваша перцепција и сметам дека тоа го делат и другите. Останува на нас да честно и поштено да ја завршиме таа работа и да пробаме уште повеќе, иако мислам дека во последните 5 па и 10 години свеста е подигната, но оние кои што најмногу треба да одлучуваат и вложуваат средства, до нив најмалку допира, за жал, тоа се политичарите, оние кои што носат политички одлуки, оние кои што треба да го одврзат новчаникот и да вложат повеќе средства, до нив некако најтешко допираме. На крајот на краиштата новчаникот е всушност средства на даночните обврзници кои што... А даночни обврзници сме сите ние кои што плаќаме редовно данок, кои што не затајуваме данок и кои што ја полниме касата во буџетот на Република Македонија. И за тоа родителите често пати се и доста жестоки во нивните реакции кога не го добиваат тоа што го вложуваат како даночна обврска што го даваат, а не го добиваат назад во смисол на поддршка на нивните деца за третман, за рехабилитација, за подобри услови, за добивање на специјалистичка помош од едуцирани специјални едукатори, рехабилитатори
едуцирани по специјални програми за аутистичен спектар на нарушување, затоа што не секој дефектолог, например, е доволно образован, има доволни сознанија како да третира и како да се снајде со едно дете. Моите студенти слушаат за аутизам во текот на студиите, можеби некои ќе дојдат на постдипломски студии, каде што го предавам предметот аутизам, но повторно потребни се дополнителни едукации и тука мора државата цврсто да застане зад овие семејства, зад нас како здружение, за да заедно им помогнеме да имаат подобар квалитет на живење, затоа што заслужуваат. Сепак сме 20-та година од 21. век и оваа популација, ранлива популација на наши сограѓани, заслужува повеќе да добие и едукација, и рехабилитација, и вработување понатаму, и социјална инклузија во нашето општество, затоа што тие не се помалку вредни, тие се исто така луѓе, тие исто така имаат одредени интелектуални способности, можат да завршуваат доста од своите задачи и активности, дури понекогаш во одредени репетитивни повторувачки активности може да бидат во фабрика и подобри од оние кои што се невротипична популација. Бидејќи тие не знаат да забошотуваат, а невротипичните ќе отиде да пуши цигара, да пие кафе, па една пауза, друга пауза, а овие работат нон-стоп и можат да придонесат за општеството и не смееме да ги маргинализираме. Мораме да им дадеме шанса да го покажат тоа што го знаат, тоа што го умеат, особено што 20% од оваа популација имаат нормална интелигенција, а 5% се со надпросечна интелигенција. Значи не се сите со подпросечни интелектуални способности и со интелектуални нарушувања. Па дури и тие со интелектуални тешкоти, кои што имаат понизок коефициент на интелигенција, можат исто така да завршуваат работи, да придонесуваат за себе, да придонесуваат за општеството, за евентуално, иако потешко формираат семејства, затоа што во природата на нарушувањето е тешкотијата да остварат љубовна врска. Тие не знаат како да се додворуваат на спротивниот пол, имаат тешкоти со отпочнување на разговорот, исто така тешко разбираат идиоми и фрази и двосмислени реченици, не знаат многу да се шегуваат и така. Едноставно социјализацијата е нивен огромен проблем и многу ретко, па дури во светски рамки можете да видите да остварат брак и семејство, но можат да работат и можат да бидат општествено корисни. Има истражувања во САД, лицата со аутизам, ако не се третираат, представуваат поголемо економско оптоварување за државата, отколку ако се третираат и потоа ако се вработат. Че ако не се третираат и ако не се рехабилитираат и ако ги оставите невработени, тие ќе ја чинат државата, па сега нека размислат малку нашите авторитети во Министерство за труд и социјала, во Министерство за здравство, образование и наука, тоа се тие три ресорни министерства околу кои што се кршат копијата, нели, и кои што можат најмногу да придонесат да помогнат на овие семејства. Значи едно лице кое што е невработено, за кое што треба да се грижи државата, секогаш да плаќа дотации, да плаќа на семејството, возрастно збориме се за возрастните, не за децата, ако не е вработено, е многу поголем економски товар, и тоа не само јас, него тоа го докажуваат студии од Соединетите Американски држави. Правени се широки студии и, например, доживотно некаде едно дете и лице со аутизам ги чини САД некаде измеѓу 2 до 3 милиони долари трошок. Со желба за личен и професионален успех прво за вас, а потоа и за сите членови на Македонското научно здружение за аутизам. Само накратко во следниве минути, кои се активностите во следниот период? Останува аутизмот како област, како тема каде што се уште може да се работи и од научен аспект, и од третман за поддршка на лицата со тој широк спектар на аутистични нарушувања, тука се семејствата, сето тоа вие го кажавте. Кои се всушност основните цели на здружението во следниот период?
аутизмологијата, како што ја љубам јас да ја нарекувам, представува непресушен рудник за истражувања и за секојдневна помош на овие лица. Има уште многу непознаници, уште многу работи кои што можат да се откриваат, дури и на светско ниво, да не говорам само за Македонија. И ние секако дека ќе продолжиме со несмален интензитет да работиме и во наредниот период, без разлика дали ќе има карантини или нема да има карантини. Например, еве сега очекуваме, дадени се од мене и од неколку колешки трудови, едниот уште од минатата година, други два се дадени во април. Очекуваме во светски списанија да бидат објавени, со што даваме одреден импакт во светската наука, не само во домашната наука. Овие вебинари што вие ги спомнавте да ги довршиме до крајот на месец јуни, уште 5 на број, потоа аплициравме 2 проекти со колеги од Турција, од Романија и од други членки на Европската Унија, преку Erasmus Plus програмата. Некаде резултатите би ги знаеле кон крајот на јули или август. Сега сите рокови се нели поместени заради ковид, така што, али мислам дека до септември ќе знаеме и имаме проекти во тек кои што ги работиме со колеги од Малта, од Белгија, од Шпанија. Тоа е Autism Friendly Spaces, насловот на тој проект кој што е многу интересен. До сега не сме работеле такво нешто, значи целта е на крај од проектот после 3 години да имаме, да обучиме неколку, да речеме, ресторани или каде што ќе имаат одредено место, кога детето со аутизам ќе добие или младинецот одредени напади на агресија или на едно предизвикувачко однесување, што го нарекуваме ние, да може да отиде во тоа мирно тивко место, да се смири, да се среди. Тоа е доста интересен проект и исто така доколку успееме да ја победиме, вистински да ја победиме пандемијата, како што тоа успеа во Црна Гора, во Словенија, иако гледаме денеска имаат нови 2 случаи, Хрватска веќе неколку дена нема, некаде кон ноември-декември не очекува една исто така голема конференција од тој еден проект кој што ние во тек со Грција, со Кипар, со Италија, Романија, Бугарија. Тоа е индивидуално насочено планирање кон лицата со аутизам и ние сме домаќини и очекуваме над 100 гости, претежно ќе бидат канети родителите и секако младите истражувачи, младите специјални едукатори и рехабилитатори. Тоа кон крајот ноември-декември. Ако успееме тоа да се надеваме, малце да бидеме оптимистични, да не биде повторно како веб конференција или вебинар, туку навистина во живо, во некој пригоден простор тука во Скопје, да собереме исто десетина бар експерти од овие држави кои што ги набројав и да го пренесеме нашето знаење на родителите и на семејствата кои што имаат дете со аутистичен спектар, за да едноставно им помогнеме полесно да се справуваат, затоа што фидбекот кој што го добиваме на евалуацијските форми на крајот од овие вебинари на вистина е позитивен, да не испадне сега само бендисано ова, но родителите имаат исчекор во последниве години, затоа што со овој проект на УНИЦЕФ, кој што го спомнав на почетокот, од кој што се и вебинарите, тоа е како едно логично надоврзување на еден друг кој што го имавме ЕСИ проект во периодот 2015-2018 и во целиот овој изминат период родителите на вистина имаат едно напреднато веќе знаење како да се справуваат со децата, например, во пубертет, за мастурбација, например, за сексуални контакти, заштитен сексуален однос, потоа за исхраната веќе споменавте, како да се справат кога детето ќе добие предизвикувачко однесување на улица, за тоа да не другите луѓе кои што се во околината не го доживеат негативно и така ред други совети во однос на комуникацијата, подобрување во однос на сензорните проблеми кои што ги имаат. Даваме на вистина практични совети во тие семинари и едукации. А знаете како велат, кога добрата мисла се дели,
тогаш успехот е загарантиран. Или барем некому животот му станува полесен. Да, можна убаво го Ви поентиравте на крај. ви благодарам што бевте денес гостин во ово издание на Неделниот магазин и се разбира, дај Боже да се видиме во некои поубави или понормални времиња. Да, и јас ви благодарам, се извинувам на вас и на гледачите заради маската, но Имаме како социјална доктор, дистанца, да. во македонската телевизија се почитуваат да, правилата, како нели? доктор морав, ова ми е прво гостување во животот, често сум имал гостување со маска, но ете се надевам дека бев разбирлив за гледачите. И благодарност во моје име и во име на Македонското научно сдружение за аутизам за афирмацијата на целите и задачите на нашето сдружение. Ви благодарам што бевте со нас.